Како била изнесена опремата од електровлечната станица од Драчево и каде завршила? Како успеале крадците да ги превртат претешките трансформатори? Одговорите треба да ги даде полицијата, која работи на расчистување на тешката кражба. Со кражбата е предизвикано уништување на значаен дел на електроенергетската опрема на железничката инфраструктура. Насилно биле превртени 2 големи трансформатори, секој со тежина од 30 тони. Од нив било испуштено истурено трансформаторско масло, а бакарните намотки и останатите вредни компоненти биле украдени. Од подстаницата биле одземени и бакарни жици, бакарни шини и прачки. Надлежните се сомневаат дека се работи за организирана криминална група. Според македонски железници не станува збор за обична кражба и случајот го оценуваат како сериозен напад врз железничката инфраструктура. Бараат итна и темелна истрага. МВР работи на расветлување на настаните. Вчера во 14 часот и 25 минути во секторот за внатрешни работи Скопје пријавено е дека во електрична подстаница Драчево, сопственост на македонски железници, во изминатите 6 месеци од страна на непознат сторител извршена е тешка кражба, при што уништена е електроенергетска опрема и одземен е бакар. И покрај големата штета, градскиот воз ќе стартува од 1 септември. Планираниот железнички сообраќај нема да биде доведен во прашање, порачува вице-премиерот Николовски. Ќе продолжи и редовниот карго железнички сообраќај на коридорот 10, кој носи најголеми приходи од железницата, како и патничките линии кон Велес, Гевгелија, Прилеп и Битола. Сакам да ги информирам граѓаните дека градски воз ќе има. Ветивме од 1 септември и од 1 септември ќе оперира. Редовен карго сообраќај на коридорот 10 кој носи најмногу приход на железници ќе има. Патнички возови ќе има. Убеден сум дека со брзата реакција на МВР кравците ќе бидат пронајдени и ќе одговараат. Според првичните проценки направена е штета од околу 5 милиони евра.